Кризен менеджмент за што помала излезност и со тоа помал пораст на СДСМ и ДУИ и обид да се спаси што може да се спаси со два посебни изборни циклуси, весела математика и трошење двојно повеќе државни милиони евра, во обид можеби и да се демотивираат граѓаните да излезат на изборите, а со тоа најголемиот ќар да го имаат токму двете владеачки партии, кои би дошле до помал пораст од оној очекуваниот катастрофален во прв ред СДСМ, според она што го покажуваат последните анкети. Според политичкиот аналитичар Александар Ристевски, ваквото сценарио наликува на договорена игра меѓу Ковачевски и Ахмети, за што е можно поповолен пораст на актуелните владени коалициони партнери. Ова што сега се случува, можам само да го сватам како своевидна игра на најголемите владеачки партии, на СДСМ и на ДУИ, со некаква желба, некаква весела математика, обидувајќи се да направат своевиден crisis менеджмент или да пробаат да поминат со што е помалку лоши резултати за нив. Универзитетскиот професор Владимир Божиновски е на ставот дека планот во само 2 месеци да се организираат два изборни циклуси може да и се удри од глава на власта, бидејќи јасно е дека победник на претседателските избори ќе била ВМРО ДПМН, што ќе представува уште поголем мотив за нивните гласачи да излезат на парламентарните избори, па победата таму да биде уште поубедлива. Доколку бидат раздвоени изборите, тоа повеќе ќе користи токму на опозицијата и навистина не гледам никакво рацио дури ни од партиска перспектива на СДСМ зашто би се раздвојувале. Затоа што сите истражувања покажуваат дека разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ е доста висока и се зголемува во изминатиот период. Сепак и Божиновски и Ристевски се на ставот дека постои ризик доколку има два изборни циклуси, а тоа е да не успеат претседателските избори поради високиот цензус од 40%. Може да се случи сценарио во кое што претседателските избори поради високиот цензус би биле неуспешни и тогаш Македонија да влезе во продлабочена политичка и во нова уставна криза. Како и се разбира, нели, да се потрошат без никаква причина дополнителни 10 милиони евра и дополнително да се закочи онака кревката економија. Меѓу другото, мислам дека Македонија не е држава која може да си дозволи во два наврати да троши по 10 милиони евра, поготово кога самите, да кажеме, изборни циклуси се со така мала разлика. Мислам дека цела држава би ја блокирале и цела 2024 би биле заложник на политичката игра на актуелната власт. Покрај тоа што според анкетите Сдружената албанска опозиција има речиси ист рейтинг како и ДУИ, за интегративците плюс проблем може да биде и тоа што ВМРО ДПМН е партијата која што е голем фаворит за победа во македонскиот политички блок, најави дека нема да коалицира со Ахмети по победата на парламентарните избори.